أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. الحمد لله الكريم المنان الذي أكرم عباده بالإيمان ونور قلوبهم بالقرآن واختصهم بفضله وبصرهم بمواسم البر والإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عمت آلاؤه الإنس والجان وشملت رحمته أهل السماء والأرض والبحار والحيتان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي استنارت بدعوته قلوب الأولياء من الرجال والنساء والغلمان واهتزت لفراقه جذوع الأغصان صلى الله وسلم عليه ما هلت الأمزان وتعاقبت الليالي والأزمان. وعلى آله وصحابته وخلفائه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Джел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хајр и добро све до судниот ден. Возвишениот Аллах Азза ва Джел Курбан Байрам го одредил да биде 10-тиот ден од месецот Dhul-Hijja. После стоењето на Арафат, најголемиот столб и рукун на хаджот. Аллах Азза ва Джел го нарекол овој ден денот на големиот хадж, бидејќи најголемиот дел од обредите на хаджот се извршуваат токму на овој бајрамски ден. Курбан Байрам има своја положба и свое значење. Па од големите положби и значење на Курбан Байрам е тоа што тој е ден во кој муслиманскиот уммет се истакнува со своите верски обреди и символи. На еден ваков ден пратеникот Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем стоел како говорник меѓу џемарати, качен на својата црвеникава камила, па рекол саллаллаху алейхи ва селем: ова е денот на колењето Курбан и ова е денот на големиот хадж. Шехул Ислам ибн Тајмија рахимахуллах рекол: најдобриот ден во годината е денот на колењето Курбан, затоа што во овој ден се извршуваат дела кои не се извршуваат во друг ден, како престојување на Музделифе, фрлање камчиња само на Џемратул Акабе, колењето на Курбан, бричењето на главата и тавафул ифада. Аллах субханаху ва таала конкретно го спомнува овој ден во својата возвишена книга, па вели субханаху ва таала: ва адhanun min Allahi wa rasulihi ila an-nasi yawm al-hajj al-akbar anna Allaha bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu. И ова е проглас од Аллах Азза ва Джел и од неговиот пратеник до луѓето на денот на големиот хадж, значи на денот на Курбан Байрам, дека Аллах и неговиот пратеник се одрекуваат од многобожците. На еден ваков ден пратеникот Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем му наредил на Алија радијаллаху анху да им објави на луѓето дека Аллах и неговиот пратеник се одрекнуваат од многобожците, дека по таа година ниту еден многобожец нема да извршува хадж и дека никој нема да прави таваф околу Каба разголен како што беше пракса во џахилијетот. Со тоа бил пресечен патот на ширкот, патот на многобожците и тоа да се мешаат со исламот и со муслиманите во нивното верување, ибадети, прописи и празници. Затоа пратеникот саллаллаху алейхи ва селем рекол во веродостоен хадис: јауму арафата ва јауму нахар ва ајјаму ташриқ ዒдуна ахлал ислам ва хија ајјаму аклин ва шурбин. Денот на Арафат, денот на колењето Курбан
и деновите на Тешрик, 3 дена после Курбан Бајрам, се наши празници, празници на припадниците на Исламот, и тоа се денови на јадење и пиење. На еден ваков ден, пратеникот Мухаммед саллаллаху алейхи васелем им одржал худба на муслиманите, а меѓу она што им го кажал, а и нам исто било: навистина вашите животи, вашиот имот и вашата чест се свети и забранети едни за други, како што е света забранетоста на овој ваш ден, како што е свет денот на Курбан Бајрам, во овој ваш месец, како што е свет Dhul-Hijjah, и во овој ваш град, како што е свет градот Мекка. Тоа е објава на заветот на иманот меѓу робовите на милостивиот Аллах Азза ва Джел, да имаат стравопочит кон возвишениот Аллах субханаху ва таала во однос на нивниот господар кого го обожаваат, во однос на нивниот пратеник кого го следат, во однос на нивниот ислам кој ги обединува и во однос на нивниот иман и верување кој ги поврзува. Затоа тие треба меѓусобно да чуваат својата вера, своите животи, своите домови, својата чест и своето братство. Со ова военно се укоруваат сите оние од редовите на муслиманите кои шират неред на земјата, ги газат светостите едни на други, ги оништуваат своите животи поради срамно надпреварување за безвредните остатоци од дуњалукот и за грст од неговата земна прашина, како што за жал гледаме во многу муслимански и наши места. Па каде е богобозливоста кон Аллах Азза ва Джелле во однос на она што ни го кажал нашиот пратеник саллаллаху алейхи васелем во денот на големиот хаџ? О Аллахови робови, меѓу она што нашиот пратеник саллаллаху алейхи васелем го кажал во врска со вредноста на овој ден е и она што се пренесува во веродостоен хадис од Енес радијаллаху анху, кој рекол: кога Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи васелем дошол во Медина, жителите таму имале 2 дена во кои се веселеле и ги празнувале. Тоа биле денот на Нејруз и денот на Мехреџан. Па пратеникот саллаллаху алейхи васелем ги прашал: што се овие 2 дена? Зошто ги празнувате? Па тие одговориле: во тие денови се веселевме и ги празнувавме во времето на џахилиетот. Тогаш Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи васелем рекол: Аллах ви ги заменил тие 2 дена со подобри од нив, денот на Курбан Бајрам и денот на Рамазан Бајрам. Значи, Аллах Азза ва Джелле ви ги заменил. Аллах е тој кој ги замени 2 дена и 2 празника од џахилиетот со 2 исламски празника и 2 исламски дена. Аллах е тој кој на овој уммет му ги пропишал неговите празници и никој освен него нема право да му пропишува празници. О Аллахови робови, Курбан Бајрам е ден на благодарност, ден на покорност, оживување на исламските символи и суннетот на Ибрахим алейхи салату васелам. Тој е ден во кој муслиманот ја покажува својата припадност кон верата на Аллах Азза ва Джелле. Затоа да го чуваме нашиот Бајрам од гревови, од забранети веселби, од трошење во харам и од навики што не и прилега на муслиманската чест. Нека нашата радост биде радост на иманот, нашата веселба во границите на шеријатот, а нашето празнување со текбири, благодарност, курбан, роднински врски, прошка и добрина кон луѓето. И сите да знаеме и да се подсетиме дека честитањето на Бајрам намаз меѓу себе е убаво и препорачливо дело, бидејќи асхабите си го честитале Бајрам едни со други. Од Џубеир ибн Нуфаир рахимахуллах се пренесува дека рекол: асхабите на Мухаммед саллаллаху алейхи васелем кога ќе се сретнеле на денот на Бајрам, си велеле едни на други: тaqabbal Аллаху минна ва минкум, Аллах нека прими од нас и од вас. Па, драги браќа, во моје лично име, во име на моите колеги и во име на одборот на оваа џамија, ви ги честитаме овие бајрамски денови. Тaqabbal Аллаху минна ва минкум салихал аъмал. Паршумвиет Бајрамин, Бајрам шериф мубарак олсун. Барак Аллаху ли ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ани ва iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على خير البرية والهدى، فقد أمركم الله في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في غزة، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في سيناء، اللهم انصرهم في كشمير، اللهم انصرهم في أفريقيا، اللهم انصرهم في الصين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا يا عزيز يا حكيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم تقبل منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكبروا الله تكبيرا. الله